Ви благодарам, председателке, почитувани колеги пратеници. Со оглед на тоа дека јас втор пат го поднесувам овој амандман во слична форма, прв пат беше на носењето на буџетот, ќе бидам краток, концизен и навистина реален. Не ми е поентата да влеземе во политичка полемика, туку на вистина да ги придвижиме работите во вистинска насока, затоа што пред некое време, искрено по мое видување, премиерот на една седница каже едни зборови што треба да значат злато доколку би биле вистините, а тоа е дека Македонија треба да стане извозник на енергенци доколку нивните планови се остварат. Ние сме многу скептични за таква реалност, посебно затоа што тоа што сега го имаме како актуелни прилики, тоа е дека Македонија е една од најзависните енергетски земји во државата и не сме виделе доволно политичка волја дека работите ќе се придвижат во вистинска насока, но не и се. Ета, дојде ден дека премиерот не извести дека има таква можност и таа можност е брилјантна доколку би било навистина така и ние ја поддржуваме таа иницијатива да станеме енергетски независни и оттаму произлегува потребата да поднесеме ваков амандман, затоа што сметаме дека ние како опозиција треба да поставиме барем некои временски рамки кои би требале да ги исполниме доколку навистина сакаме нешто вакво да се случи и посебно затоа што основата на која беше поставен аргументот на премиерот е дека капацитетите енергетски кои ќе ги градиме со задолжувања од британскиот кредит. Тоа е страшно опасно, затоа што првично се задолжуваме на еден начин на кој што не доведува на раб на должничко робство и од друга страна, доколку не се навистина тие капацитети во државна собственост, тогаш ништо не сме направиле, напротив, сме ископали уште поголема дупка сами за себе. Владачкото мнозинство даде аргумент дека тие капацитети ќе се градат со државни пари, дека тоест со задолжување панели со државни пари, дека тие ќе бидат државни капацитети, но знаејќи ја идеолошката и економската матрица на владачката гарнитура, најверојатно и доколку би се изградиле од државни пари, има опасност тоа да биде дадено после под концесија, но реалноста е дека најверојатно нема ни да се изградат, затоа ние сакаме да видиме временска рамка и мислиме дека е редно сега во прераспределбата на средствата во буџетот да го ставиме проектот за Чебрен во буџетот. Ајде еднаш да го видиме во буџетот. Ајде еднаш да го видиме во опиплива форма, а не само преку благоглаголење и преку убави работи кои звучат многу убаво, а не ја менуваат реалноста за нашите граѓани. Реалноста за нашите граѓани е дека тие не можат да ги поднесат шоковите во индустријата за енергенси кои им се случува на нашите граѓани. Сметаме дека ова не треба да биде проблем за Министерството за финансии, не треба да биде проблем ни за владачкото мнозинство, доколку навистина ви се плановите да се гради ова. Ајде да покажеме дека сте спремни да се гради ова и да го внесеме како ставка во буџетот и да почнеме да се движиме во вистинска насока, затоа што за нас сметаме дека ова прашање, изградбата на Чебрен е најголемото прашање политичко за сувереноста на Република Македонија, но не само за сувереноста, туку и за перспективата да можеме да правиме по-стабилни, по-сигурни, по-силни социјални програми со тоа што ќе ги задоволиме енергетските потреби на нашите граѓани од домашно производство на електрична енергија. Во друга страна, сметаме дека и со изградба на Чебрен, дека така ќе се заштитиме од потенцијалните енергетски кризи кои го зафаќаат нашиот континент во изминатите години, кои гледаме дека кај нас страшно се изразуваат. И од трета страна, најопасно е тоа што РЕК во изминатите 2 години има дадено дозволи за фотоволтаици во страшни бројки, и тие, во РК се извинувам, кои не се доволни, значи ако ги видиме капацитетите на РЕК во споредба со капацитетите на приватните фотоволтаици, тука можеме и да видиме, ова го дискутиравме со Министерството за енергетика, дека едноставно има дисбаланс кој треба да се покрие со дополнителни капацитети на базно производство, а не на приватни фотоволтаици. Затоа сметам дека треба да го усвоиме овој амандман. Овој амандман предвидува една почетна рамка која потоа можеме сите да се надополниме понатаму и да ја окрупнуваме како ќе доаѓа време. И јас ви велам дека иако опозиција, вие имате потполна политичка поддршка
да ја направите Македонија енергетски независна. Ние се сомневаме во тоа дека ќе го направите, но не смееме нашата сомнеш да го ограничи нашето политичко действување и затоа овој амандман верувам дека ќе најде на добра волја кај мнозинството и дека ќе го изгласаме, затоа што за прв пат после 14 физибилити студии, после толку пропаднати процеси, доста е од зборови, доста е од убави фрази кои многу убаво звучат и не доведуваат до резултати. Ајде за прв пат во Македонија да видиме една ставка која ќе покаже дека политичката гарнитура во собранието, во владата, на вистина озбилно размислува за градење на овие капацитети, а не само за бранување на јавноста со атрактивни фрази. Ви благодарам многу.